Законот за локална самоуправа повеќе не ги издржува предизвиците и потребни се измени и дополнувања, изјави денес во Штип министерот за локална самоуправа Златко Перински. Ние навистина сметаме дека е време да се отвори, да се модернизира законското решение, постојното законско решение, ќе се однесува на три главни постулати. Првата е референдумска можност за отповик на градоначалник, на оној несовесно кој што постапува или кој што несовесно извршува својата функција. Втората е да се воведе и препознае во Законот за локална самоуправа комуналниот редар, затоа што навистина имаме можеби мал број, но треба да се превенираат и тие девијантни појави кои што ги имаме од граѓаните. И третиот главен постулат кој што се однесува во насока на измените на Законот за локална самоуправа се поголема вклученост на граѓанскиот сектор. Интервенциите на сегашниот закон се предвидуваат на три глобални нивоа. Првото е оно се нарекува односот на општината и граѓаните кон јавното добро, хигиената, ако сакате. Не е добра тука ситуацијата. Вториот дел е во сегментот на обврските или односот на граначалникот и советот кон граѓаните. Колку треба да бидат поотчетни граначалниците, колку треба да бидат подостапни за граѓаните и така натаму. Третиот дел како граѓаните повеќе да партиципираат во работата на општината. За штипскиот градоначалник Иван Јорданов, приоритетите во законските измени се следните. Не смееме да дозволиме општините да бараат милост од централната власт за развој на средините, за развој на општините, така да она кое што е многу значајно и битно е да има еден контролен механизам на функционирањето, работењето на локалните самоуправи, вклучувајќи ги градоначалниците. Во исто време, како што напоменавте и вие, фискалната децентрализација е значајна, но исто така и критериумите по кои што ќе се одвива таа фискална децентрализација е многу битна, затоа што не смееме да се доведеме да чекаме само повици и еве да кажам можност владата да ги финансира проектите кои што се примарна обврска на општините. Денешниот настан на тема измени и дополнување на Законот за локална самоуправа е втор, а предвидени се уште два и на него присуствуваат истакнати странски и домашни експерти, представници на невладини организации, локални самоуправи и министерот за локална самоуправа.